Покрај епитетот волшебна земја на археологијата, што Македонија со право го има добиено поради своето археолошко богатство, таа заслужено носи уште еден епитет – ризница на средновековни икони. Изработувањето на првите икони, што биле поставени на иконостасот во една црква во Македонија, секако треба да го бараме уште во првите векови од ширењето на христијанството во овие краишта. Но трошноста на материјалот од кој биле направени, како и познатите настани врзани со иконоборството, кога иконите биле исфрлани од употреба, придонесоа до нас да не стигне ниту едно дело од тој најран период. Сепак, ние сме љубопитни да дознаеме како изгледале тие икони, какви биле основните карактеристики на стилот и иконографските теми што ги обработувале. Во рамките на византиската уметност, можности за едно вакво компаративно запознавање ни даваат единствените досега зачувани икони што се откриени во манастирот Света Катерина на Синај, кои со право се сметаат за најстари досега откриени икони во византиската ликовна уметност. Најрепрезентативен примерок меѓу овие икони секако е иконата посветена на Света Богородица седната на престол, придружувана од светите воини Теодор и Ѓорги. Тоа е престолна икона, работена во техника на енкаустика, датирана во 6 век. Со своите фронтално поставени фигури со хиеретички пози, со пластично предадените ликови и живиот колорит, покажува рака на сликар кај кого се уште била жива старата елинистичка традиција. Слични тенденции и резултати забележуваме и во Македонија, во овој најран период, и тоа во сликарството на фреско живописот. Фрагментарно зачуваните ликови од некогашната декорација на епископската базилика и баптистериумот во античкиот град Стоби, датирани во периодот на 5-тиот и првите 2 децении на 6-тиот век, представуваат најарен пример за тоа. Синајската икона, посветена на Свети Петар, датирана исто така во 6-тиот век, со својот цртеж и колорит, потсетува на старите антички ликови познати од фреско живописот, што ги открива узорите на непознатиот сликар. Нашиот интерес, зборувајќи за оваа тема, ќе го побуди секако и најстарата досега позната икона во ликовната уметност на Византија, на која била насликана композиција со една библиска сцена. Тоа е Синајската икона посветена на 3 момчиња во огнената печка, насликана во 7 век. Заедно со извонредната икона на Распјатието Христово, овие икони овозможуваат да се наслути развојниот пат на сликарството и да се добие представа за тоа како можеле да изгледаат иконите кои секако биле изработувани и во Македонија во овој најран период.
Синајската икона, посветена на апостолот Тадеј, работена во 10. век, уште појасно го покажува патот по кој се одвивал развојот на иконописот во периодот од 6. до крајот на 10. век. Најстарата досега откриена икона во Македонија потекнува од ризницата на Охридските цркви и е датирана во крајот на 10. и првата половина на 11. век. Работена е со темперни бои врз дрвена подлога. Посветена на свети Василија Велики и свети Никола, кои што се насликани во фронтална поза во цел раст. Цртежот и колоритот на непознатиот зограф ги носат во себе стилските карактеристики што упатуваат на врски со постарото сликарство и влијанијата дојдени преку цариградските работилници. Периодот на 11. век во Македонија е време во кое биле изработени повеќе икони, од кои еден број стигнал до нас. Меѓу нив, малата целивашта икона, посветена на мачењето на 40 севастијски војници во замрзнатото езеро, зазема посебно место. Откриена во Охрид, представува најстара досега позната икона со оваа тема не само во Македонија, туку и меѓу византиските икони воопшто. Совладувајќи ги тешкотиите што се појавуваат при компонирањето на 40 наги тела на мачениците во една динамична композиција, непознатиот сликар покажува голема опитност во создавањето на посебна атмосфера, во која како да чувствуваме како зебнат и се замрзнуваат нагите тела на севастијските маченици. Но сликарот не се задоволува само со постигнувањето на тој ефект. Тој ги разработува и потенцира внатрешните чувства на светителите, создавајќи драматичност во композицијата, што е една од особеностите на сликарството во Македонија од овој период. Во последно време, се повеќе си пробива пат мислењето дека во ликовната уметност од овој период во Македонија се позначена улога играат локалните сликарски кадри. Кон крајот на 11. век, за непозната црква во Охрид, градот кој уште од времето на Климента и Наума представува еден од најзначајните културни и верски центри на Балканот, биле насликани две икони. Едната е со ликот на Архангелот Гаврил, а втората со ликот на Света Богородица. Заедно овие икони ја сочинуваат познатата композиција Благовештение. Датирањето на иконите беше
направено уште во почетокот на 20 век од познатиот руски учен Кондаков. Тој овие икони ги датира во крајот на 11 и во почетокот на 12 век. Меѓутоа, во последните години, во литературата која што се занимава со оваа проблематика, беа искажани и други мислења. Така, беше искажано мислење дека иконите потекнуваат од времето на 12 век и беа врзани со името на охридскиот архиепископ Лав Мунк. Тоа доаѓа од таму што на иконата Богородица постојат две емаилни плочки на кои што се споменува името Лав. Овој Лав се сметаше дека е архиепископот Охридски кој што дал средства да се живописа црквата Света Софија во Охрид. Меѓутоа, врзувањето на истите овие плочки со Лав Мунк е едно датирање на овие икони кое што има своја основа. Меѓутоа, ние направивме истражувања на тој начин што ги извадивме оковите и под оковите констатиравме дека има еден филм од Саг и Прав кој што покажува дека иконите биле подолго време оставени без окови. Тоа и испишаните надписи на иконите со боја покажуваат дека во 12 век, по времето на Лав Мунк, могло да биде направено само тоа, да бидат поставени овие окови. Значи, иконите на Архангелот Гаврил и на Света Богородица, кои што го сочинуваат благовештението, потекнуваат од 11 век, меѓутоа во 12 век ги добиле своите позлатени окови. Непознатиот творец на благовештението во себе ги носи сите одлики на сликарството од периодот на втората половина на 11 век, оддавајќи рака на локален сликар кој ги задоволувал нараснатите потреби на времето во кое живеел. Да не беше во последно време откриена малата, но драгоцена икона со композицијата Причестувањето на апостолите, која по некое чудо го избегнала уништувањето притаена на таванот од тремот на црквата Света Богородица Перивлептос во Охрид, датирана во 12-13 век, би биле присилени да одбележиме дека во творештвото на иконописот во Македонија наполно отсуствуваат делата на зографите иконописци за периодот од околу 180 до 200 години, колку што изнесува времето од сликањето на иконите што го сочинуваат благовештението, до изработката на големата престолна икона посветена на Исус Христос Пантократор, подарок од охридскиот архиепископ Константин Кавасила, односно од околу 70-те години на 11 век до 1262 година. Непознатиот сликар на Причестувањето го создава своето дело во времето кога монументалниот стил на сликарството почнува полека да му отстапува место на наративниот стил, на кој се подредува и линијата на цртежот и колоритот.
Малата икона причестување на апостолите спаѓа во редот на мощно ретко обработуваните теми во иконографијата. Таа е единствената досега откриена икона со оваа тема меѓу многобројните икони во Македонија. Анализата на незиното сликарство покажува дека не поседува особини на дворските цариградски мајстори, затоа би биле поблиску до вистината ако ја сметаме за дело на сликар кој израснал и работел во Македонија. Прва точно датирана икона среќаваме дури во 1262 година, кога била изработена големата престолна икона посветена на Исус Христос, подарок од охридскиот архиепископ Константин Кавасила. Даровитиот архиепископ, кој напишал похвални канони во чест на паметта на свети Климент Охридски и свети Наум, секако го ангажирал најдобриот и најталентираниот сликар за да изработи иконата која што тој ќе ја дарува на катедралната црква Света Софија во Охрид. Анализата покажува дека нејзиниот сликар припаѓал на солидна работилница, во која со внимание биле следени најновите струјања во византиското сликарство, кои почнале во поголем интензитет повторно да доаѓаат од што туку ослободениот од латините Цариград. Со своите врвни квалитети, најголемиот можен степен на очуваност, иконата на Константин Кавасила зазема значајно место во средновековната ликовна уметност од овој период. Дека во Охрид и во Охридскиот регион во периодот на 13-тиот век имало опитни зографи и зографски тајфи, покажува и ова икона посветена на Свети Ѓорги, која што денес се наоѓа во црквата Свети Ѓорги во Струга. Иконата Свети Ѓорги е една од иконите која што го зачувала и својот датум. На задната страна, меѓу испишаниот текст, ја наоѓаме годината 1267. Во овој текст се укажува и на тоа дека иконата била подарок од референдарот ѓакон Јован, а случајно и името на зографот е Јован. Тоа е најстарата икона откриена до денес во Македонија, за која што знаеме кој е донаторот, кога била направена и кој е незиниот сликар. Би требало да се каже, кога се зборува за оваа икона, дека представува ремек дело на сликарството од 13-тиот век. Сликарот Јован, кој што е познат до денес по оваа икона, секако бил еден од најопитните зографи, а во последно време во литературата се искажани мислења кои што укажуваат дека тој работел и фреско живопис. Се смета дека фреско живописот во црквата во селото Манастир во Маријово е негово дело. Таа црква е датирана во 1270 година, па спрема тоа испаѓа дека само неколку години порано е работена ова икона. Исто така во Варош, во црквата Свети Никола, која што била живописана во 1299 година, порано некој во олтарот извел живопис. Врз основа на стилските карактеристики се смета дека и тој живопис би можел да му се припише на сликарот Јован. Спрема тоа, сликарот Јован се покажува како една личност која во втората половина на 13-тиот век владее со двете техники и во двете техники постигнува изворедни резултати.
Анализата на стилот укажува нескриени настојувања за ретардација, така што ако го исклучиме точното датирање, би можеле да помислиме дека настанала од раката на Зограф кој работел во 11-тиот или 12-тиот век. Последните истражувања покажаа дека ѓаконот Јован не бил само обикновен дарител, туку човек со одредена должност во името секако на архиепископскиот двор да контактира и договара работа на сликари околу украсувањето на новоизградените цркви. Во ваква улога го наоѓаме во црквата Свети Никола во селото Манастир Мариовско, кога за него се вели дека бил тој што ги одбрал сликарите, меѓу кои се наоѓал и сликарот на струшката икона Јован. Иконата Свети Ѓорги, единственото потпишено дело на сликарот Јован, по своите високи сликарски вредности го заслужува називот ремек дело на средновековното сликарство. Меѓу делата собрани во прочуената пинакотека на Охридската црква Света Богородица Перивлептос, ќе издвоиме литијската икона на чија што една страна е насликана Света Богородица од Игитрија, а од другата извонредната композиција со распјатието Христово. Врз основа на стилските карактеристики, иконата е датирана во втората половина на 13-тиот век. Неповторливиот цртеж, воден со рака на вешт и талентиран сликар, со висок степен на студиозност ги обликува формите на насликаните ликови, давајќи им при тоа не само уверливост, туку и посебна убавина. Почестата употреба полутонови во колоритот, со благи премини од темно во светло, недвојбено го покажува определувањето на сликарот кон новите струења во сликарството, кои што водат кон наративното сликање. Но од друга страна се уште се силни традиционалните гледања за здржани движења, потиснатите внатрешни чувства на насликаните личности, имагинарниот простор во кој се случуваат настаните, од кој сликарот се уште во достатна мера не успел да се ослободи, иако тој сосема јасно го навестува она што ќе го донесе творештвото на 20 прочуени сликари Михајло Астрапа и Евтихије во наредниот период, кој се затвора помеѓу последните години на 13-тиот век и крајот на 14-тиот век.